вечер ќе имаме шанса да погледаме и проследиме дел од македонската фолклорна традиција, што нашите граѓани кои 20 и повеќе години во туѓи земји најдоа начин и со својата заложба Бандовскиот фестивал интерпретаторот Петар Нечевски, познатиот драмски артист Петар Телелковски, кој ова вечер ќе ја зговарат нашата програма, како и познатиот оркестар Македонска паланка. 20 Primärjahr des Champions ein Fliehkasten im Sinne eines weiteren historischen Kulturlandes, womit unser Volk auch seinen Namen pflegt. Nach dem Motto treten mehrere Bevölkerungen und Vereine auf, gleichzeitig in unserem Programm Gäste aus der Heimat und Auftritte der Sterne. Der uns bekannte Interpret von Bravo, Peter Neczewski und der bekannte Dramaturgist Peter Melkowski erweitern unser Programm mit der in der Heimat in Europa. Die macedonische Volkstanzgruppe in Makedonija Stuttgart. Dragi gosti, dragi delegati, ние сме посебно задоволни што на овој конгрес, на оваа забава ни доаѓаат гости од нашата република. Па затоа дозволете ми на организациониот одбор на овој конгрес да ги поздравам гостите од нашата убава Република Македонија, представниците на македонската телевизија, а прво ќе почнеме со нашиот убав дом Матица Македонска, председателот професор доктор Томе Саздов. За да не ве замерам со имињата, да спомниме поздрав да кажеме до сите
Јасонувам Македонија, завиткана во црно на белата кула, во Солун, загледана во белото море, како ги чека своите големи синови да воскреснат Филип и Александар и да ја избават од овој срам во кој се наоѓа сега. Секоја ноќ јасонувам Македонија, завиткана во црно на белата кула, загледана во белото море, и си мислам, едно време да се биде македонец беше најпрвин света работа, а дури потоа проклетство и немир. И запамтете, ние не сме македонци само затоа што зборуваме на македонски. И запамтете дека ние не сме македонци само затоа што пишуваме и што играме ора на македонски. Македонци сме првенствено затоа што сме распарчени и затоа што треба да се обединиме на македонски. Никогаш не се израдувавме на татковината. Со едната рака ја оравме, со другата ја браневме. И до денов денешен ја немаме целата асолно од брането. Не знаеме ни кој поле и раѓа најкласата пченица, ни кој присој и носи најдрочно грозје, ни во која лива да можеш оро да извиеш, а да не се сопнеш од гроб. Па сепак, прекрасно ми е што сум македонец и што сум жив нишан во светот, што можам да одам и да зборувам за поделбата на мојата древна татковина. Што е праведен Ное меѓу луѓето, тоа сме ние македонците меѓу народите. Ускратено ни беше и пак велевме, голем е Господ. Одземено ни беше и пак велевме, непогрешлив е Господ. Еве како што гледате, само надежта ни остана и пак велиме, справедлив е Господ. Патот до едно мало парче слобода го извојувавме со најмилите и најумни глави,
Затоа нашите крвави траги на земјата денеска не можат, не знаат или поточно речено не сакаат да ги прочитаат оние македонци што се истакнале во апсење, прогонување и ликвидирање честни македонски патриоти, во уривање цркви и градење собствени кариери и стражарници. Па сепак ние преку мртви, преку жртви, преку ками, преку јами, преку клани, преку драни, преку робие, преку гробие, преку се од други презрено и просто, чекориме кон нашиот бел и чесен обстој. Имаше векови на црната боја, кога само Свети Климент Охридски ги представуваше и целиот македонски народ, и целата македонска земја, и никој немаше трстост да рече дека сме малољуден народ и неважна земја, а денеска Македонија е претворена во село без куќиња. Секому му е дозволено да не негира, да не асимилира, да не понижува, да не прекрстува и на разни антимакедонски конгреси, симпозиуми, семинари, самити и што ли уште не, бескрајно да ни докажува дека ние македонците во сушност не сме биле тоа што сме. Имаше векови кога дури и самите турци со муслиманска вера им се поклонуваа и ги страхопочитуваа нашите свети храмови. А денеска разни српски попови како јанкесеџии се шетаат по конаците на нашите цркви и манастири и на очиглед на целата македонска, европска и светска јавност ни ги симињаат, ни ги газат, ни ги кршат и ни ги плукаат нашите најсвети историски обележја. Аферим, што би рекле турците, и срамота. Ама срамота првим за нас, што им го дозволуваме, па после за тие што го прават тоа кнасно дело. Ние македонците никогаш не стекнавме знаење за тоа како се прават неправедни држави и фалсификувани истории, ниту како се пустошат туѓи градови и гробови. Затоа пак имаме недоброј молитвеници кои смолија за овој напатен народ рајските порти секогаш да бидат отворени. Ние македонците никогаш не сме биле задоени во мир и маштина. Од градите на нашите мајки не тече мед и млеко. Од градите на нашите мајки тече немир, тече пелин, тече бун. Од градите на нашите мајки тече пискотот на 30.000 деца од Беломорскиот дел на татковината, од корнатиот мајчина утроба, истерани, посеани по светот како проколнатици. Од градите на нашите мајки тече немојта за отпор пред расселувањето на нашите пирински браќа. Од градите на нашите мајки тече крвта на војводите, крвта на комитите. Од градите на нашите мајки тече немиот крик на пресечените јазици во обесправените и поробени делови на Македонија во знак на казна за изустен мајчин збор. Ете затоа ние денеска имаме силен глас, дури за најтврди уши. Трештете тапани на срцата, раздевај се музико на душите. Пред 80 години Македонија е распарчена во Букурешт. Алчните балкански држави си мислеа дека ќе замре нашиот збор, дека ќе секне нашата песна, дека ќе згаснат нашите души, дека ќе се искиде нашето оро, дека нашите мајки ќе престанат да раѓаат
горди и храбри синови и дека со тоа ќе заврши нашата древна историја. Но еве, фала му на Бога, до ден денешен, сето тоа ечи, трешти, врие, клокоти, се бунтува во нас и со голо око сега може да се види македонската постојбина. Дури од Ерусалим, Света Гора, Солун, Киев и Њујорк. Македонија е меѓа на Европа. Македонија е црква на светот. Словото Господово, ќе нема прв и последен, и многу први ќе бидат последни, и многу последни ќе бидат први. Од себе градевме, светот го градевме. Дури ни најблиската околина не го удостојува со должната благодарност тоа наше ретко човеколюбие, ретко гостољубие и ретко мирољубие. Иако не бил зборот единствено трло, по зборот со камења ни фрлаат. Иако не била песната единствена војна, од книгите ни ја бришат. Иако не била црквата единствена куќа, темелите ги подкопуваат, па сепак ние преку мртви, преку жртви, преку ками, преку јами, преку робие, преку гробие, преку клани, преку драни, преку се од други презрено и гнасно, че гориме кон лице како сонце јасно. Затоа ве молам, размислувајте за Македонија, не според она со кое ве заразиле, туку според она со кое ве лекувале. Зашто Македонија не е повеќе остаток од светот, туку е дел од светот, во кој Свети Климент Охридски е почеток на сите идни настани, во кој крвта од двата Илиндена е голема опомена, но и огромна трансфузија за сите идни наши неразумни постапки. Запамтете добро, ако на минатото не го обезбедиме иднина, ако на иднината не ја обезбедиме мирато, и ако така малодушно пред налетот на дневните гласни пропаганди и под заблудата на домашните предавници се откажеме од целосното обединување на Македонија, ќе значи дека напразно сме живееле, дека сме го поминувале животот како трговци, како джамбази, само за својот личен интерес, дека сме гледале само како да ги наполниме стомаците, а нашите обесправени браќа и нашите поробени делови ги оставаме на милост и немилост да ги гризат, да ги глодаат и да ги ништат алчните балкански асимилатори. Тие алчни балкански асимилатори си го загубија образот во однос на Македонија, та тие го погазија дури и Светото писмо, во кое јасно е речено е, во Библијата е запишано, ако те соблазнува раката, полакомена по туѓо, пресечија и фрлија, подобро оди сакат, отколку со извалкан образ. Речено е во Библијата, во Светото писмо е запишано, ако те соблазнува окото, полакомено по туѓо, ископај го и фрли го, подостоинствено е да одиш слеп, отколку со извалкан образ. Тие си го извалка образот во однос на Македонија и сега тешко им паѓа кога креваме глас за целосно обединување на татковината наша. Еве 80 години
молчат и се прават на удрени и под налетот на дневните гнасти пропаганди се надеваат дека еден ден, тогаш врз македонските работи ќе падне прашина и тие ќе отидат во заборав. Ништо нема да појде во заборав. Ништо нема да падне во заборав. Ние сегашните и нашите идни поколенија живо ги паметиме аманетите на дедовците, аманетите на војводите. Крваво ги боледуваме раните на татковината и никогаш нема да се откажеме од она што само нам ни припаѓа. Па зар сега да се откажеме, кога се спираме и јадници македонци, кога имаме толку силен национален дух со кој можеме и мораме да извикаме: обезправени македонци, обездомени браќа наши, главата горе, ние сме секогаш со вас. Ние сме секогаш со вас, зашто иста мајка не раѓала, исти куршуми не гаѓале, иста ортома ни висела на вратот, иста кама ни го секла гркланот. Главата горе и на многа ја лета. На многа ја лета древното народу македонскому, на многа ја лета обесправено народу македонскому, на многа ја лета распарчено народу македонскому, на многа ја лета Божјему народу македонскому, на многа ја лета благословеному народу македонскому и на многа ја лета безсмертному народу македонскому. Ви благодарам многу. Безмерно сум среќен и задоволен и радосен што имам чест и прилика оваа монограма да ја изнесам пред ваков величествен аудиториум. Големо задоволство ми представува да ви сообштам дека книгата на Веле Алексовски Новодушеви и овие работи што ги кажувам во голема мера и во опширна форма кога ја прочитав и следкав Сега ве поздравувам, ако има желба и трпение, може пак да се јави. Bye.
naši navijači da ne dođe do takvih. Da li ovoj našoj što nije nekom izborovale? Što nekom izborovale našte predsi zakata? Koji predsi? Koji? Na koji?
Михайле. Стало Илово, Македония. Човек това. Ја молиме германската влада, ВДР, да ни дозволат повеќе минути на радиото да слушаме на македонски. Wir bitten den VDR, mehr Zeit auf mazedonische Sprache für uns in Anspruch zu stellen. Вие знаете дека сите имат по неколку минути и на телевизијата. Ја молиме и телевизијата, CDF и останатите да ни дадат исто по неколку минути да зборуваме на македонски. Wir bitten auch das Fernsehen, zum Beispiel wie ZDF, uns einige Minuten auf unsere Sprache zu gönnen. Апелот го спроведуваме подхитно да не признаат и Европската заедница. Wir bitten die EG, uns baldmöglichst anzuerkennen. Ви благодаря. Teški se kod tvojte planini, plače srce od tri strani. Što krvavi mnogo voli, plače srce od tri strani. Što krvavi mnogo voli. Гости од нашата Република Македонија, кои што си земаа време, си земаа трошкови да присуствуваат на овој прв конгрес, зашто јас многу им се заблагодарувам
за трудот и маката што се дадоа и од моје име уште еднаш ги поздравувам. Обединети македонци е име кое што не обврзува да тоа го покажуваме секој тот на Обединените македонци не е многу долг. Да не би било некои посебни недоразбирања, јас тоа го кажав уште вчера. Обединените македонци ние не сме нити Обединените македонци као Канада, нити сме Обединените македонци као првиот Семакедонски конгрес кој што се одржа во Скопје, нити сме ние конгрес на Семакедонскиот конгрес кој што евентуално ќе биде организиран од страна на господинот Тодор Петров. Ние тоа сакам да го кажам дека ние сме Обединети македонци кои што сами сме дошли до таа идеја и сами сме оствариле. А дали покасно ќе се обединиме со другите, тоа ќе биде задача на следниот мандат, на следниот период на овие Обединети македонци. Само со неколку минути ќе ве информирам за хронолошкиот ток на формирањето на овој конгрес, на овова што денеска го имаме. Желбата да се има посебна македонска заедница екзистира веднага после формирањето на неколку македонски клуба. Тоа беше една интимна желба. Идејата за формирање на македонска заедница веднага се роди после распаѓањето на југословенските заедници. Вашето многобројно присуство и одржувањето на овој конгрес несомнено се докази за исполнувањето на првата замисла. Во почетокот на 60-те години, кога во Германија привредното чудо ја доживуваше својата кулминација, срамежливо почна поединечно да доаѓаат работници и по некој интелектуалец од Македонија, да би некаде во 70-те години групно и како поток претекоа редици наши луѓе према Германија и останатите западни земји. Новата средина, незнаењето на јазикот, обичаите, законите и невозможноста за брза интеграција ги наведе луѓето да се самоорганизираат во некакви групации кои постепено се дооформуваа во клубови, спортски и културно-уметнички друштва. Хиените од типот на СКЈ, Југословенска, Љубљанска, Стопанска банка, подпомогнати од југословенските конзуларни представништва, брзо се нафрлаја врз овие асоцијации да би могли да грабнат што се може. Им понудат шаблони за организација и за развивање на така нареченото братство и единство на југословенските народи и народности, а со цел ширењето на великосрпството под мантијата на југословенството. Но, и во тоа време, иако имаше големи отпори од страна на конзулатите и од кодошите, кои што беа стално помешани меѓу членовите, издржливите македонци, следејќи во примерот на словенските национални клубови, се изборија за формирање на чисти македонски национални клубови. Иако шпионирани, шиканирани, подценувани, обесправувани, сепак се одржаа да го зачуваат својот идентитет и континуитет, да би во 80-те години со отворањето на македонските православни црковни општини доживеа права ерупција која што се уште трае. Распаѓањето на еднопартивноста и воведувањето на повеќе партиски избори, формирање на вишепартиски парламент, експертна влада, референдум, декларација за самостојна и независна Република Македонија, признавањето на Република Македонија од страна на Бугарија и Турција, а после и срамното непризнавање од страна на Европските заедница, ми се чини како да го размрда и последниот летаргично дрогиран македонски југословен да се освести и размисли за својот национален идентитет. Организирањето на демонстрациите во Брисел, Бон, Луксембург покажа дека и покрај завидниот успех на истите се чувствува недостаток на едно централно организационно тело
кој ќе ги координира, усогласува и раководи сите македонски асоциации во Германија и во Европа. Сдруженијето Македонија, иако формирано на иницијатива на луѓе од старата структура на Социјалистичкиот сојуз, но луѓе со развиено национално чувство и борци за македонска кауза, се најде во настанатиот вакуум како многу корисна асоциација која не дозволи скелетот од дотогашните клубови да се сруши. Туку го одржа континуитетот, не ги раскина врските со републиката, туку ги обогати и направи контакти со ново формираните демократски партии и републички органи. Даде голем допринос во организирањето на референдумот и горе споменатите демонстрации. Ми се чини дека тек денеска на овој конгрес треба да одлучиме за понатамошната судбина на ова сдружение. Да го вклопиме во Обединените македонци, му се заблагодариме.